Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата сезона на подкастот Независна зона. Јас сум Бојана Спасовска, а и оваа сезона продолжуваме да зборуваме за темите кои директно го засегаат секој граѓанин: работничките права, условите за работа, синдикалното организирање и борбата за достоинствен живот. Во време кога си почесто слушаме за затворени компании, неисплатени плати, недостиг на работна сила и заменување на работници од државата, се поставува прашањето: колку државата навистина успева да ги задржи работниците овде? За овие актуелни состојби, но и за новите граѓански и синдикални иницијативи, вечерва разговараме со Кристина Ампева, председателка на Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец и на синдикатот Гласен синдикат. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Господја Ампева, во последниве години сведочиме на затворени компании кои ги оставија работниците без работа, без плата, без платени социјални придонеси. Па каква е состојбата во моментов? Колку компании се затворени и колку луѓе се засегнати? Па можам да кажам дека баш денес разговаравме и гледав низ датабазата која што ја водиме во однос на овие проблематики и можам да кажам дека од минатата година до сега се затворени некаде околу 17-18 компании. Засегнати се стотици граѓани, не можеме со сигурност да ја знаеме бројката, нели, меѓутоа да збориме дека во просек некаде во некоја компанија има 200 вработени, во некоја компанија има 40 вработени. Ќе видите дека тоа се случува и во Штип, и во Скопје, Делчево, Кочани, последниот случај со конфекција Артекс, така да состојбата не е воопшто занемарлива ако некој сака да ја занемари, или пак таа бројка на луѓе дека е мала. Значи збориме за стотици работници и илјадници членови на нивните семејства. Повторно да се осврнам дека тоа особено е застапено во источниот регион. Така, дали работниците добија некаква институционална заштита и поддршка? Како да ви кажам, некогаш се чувствувам како активист и како синдикалец дека како само ние да постоиме и како само ние да ги актуализираме овие состојби и како само ние да го гледаме ова како проблем. Институционална поддршка, па ако не им дадеме ние правна помош и заштита, де факто знаете како е. Уште од минатото па до сега затоа е појавено Сдруженијето како здружение, нели? И за тоа ќе се јават кај нас, па ние се обидуваме преку Државниот трудов инспекторат, преку Управата за јавни приходи, финансова полиција, основно јавно обвинителство. Меѓутоа, ако збориме веќе за судска постапка, морам да кажам уште на старт дека тоа се изгубени случаи. Поточно кажано, ќе имаме победа на хартија, меѓутоа, знаете, не е исто приватен и јавен сектор. Јавен сектор е државната каса. Секој пат можете да се наплатите. Меѓутоа, проблемот е што збориме за приватни компании, збориме за странски инвеститори, ајде да ги речем, кои што ќе затворат, си заминуваат од државата, или па и приватни фирми домашни, кои што затворат едноставно, не исплаќаат по неколку плати и тоа е тоа. Така да ако одите во судска постапка не може да ги земете парите. Ќе имате победа на суд, да, работниците ги следува плата 2-3, опремнини, испратнини и слично, меѓутоа нема од каде да ги земете парите. Тоа е разликата од приватниот и од јавниот сектор. Така. Дали државата има стратегија да ги заштити работниците кога ете компанијата само исчезнува? Не, и тоа можам да го потврдам и можам да го гарантирам со глава, едноставно, бидејќи изминатите години работиме токму на овие проблеми, поради тоа една од причините поради која е формирано и Сдруженијето и синдикатот. Меѓутоа, не. Кој ќе отидам, например, кој ќе пријам случај во Државниот трудов инспекторат. Тие можеби ќе излезат на терен, намалени им се ингеренциите, одат, па како да кажам, па им даваат решение, па им даваат наредба. Инспекторите од областа на трудот бојше гориво трошат кога одат во надзор, отколку што се самите казни. Знаете дека пред неколку години беа намалени казните за прекршување на права од работен однос и, например, ако некоја фирма не исплатила 2 плати на вработените, казната им е 100 евра. И сега кажете ми дали тоа е доволно. Понатаму ги имаме Управата за јавни приходи, кои што, низ годините, како да кажам, зависи каде се наоѓа прекршувањето, дали во Скопје, дали во Штип, дали во Делчево и слично, меѓутоа ги контактираме, ги известуваме, мада тие треба да ја знаат состојбата, тие треба да известат јавноста за овие случувања, не ние како
невладино здружение. Дополнително морам да ги спомнам финансова полиција, кој што воопшто не си ја работат работата. Овде иако имаме кривични дела против работните односи, неисплатени социјални придоноси, неисплаќање на даноци, даночно затајување, односно, па имаме лажни стечаи, па имаме лажни ликвидации и слично, меѓутоа не прават апсолутно ништо. Еве имаме за фирма од Штип лани во септември доставено до нив пријава, конкретно се работи за над 120 работника, си замина работодавачот од државата, ги остави работниците без 3 плати, без испратнини, без опремнини, К15, апсолутно ништо. И кога од септември лани 2025 до денес јас немам одговор. Така да ќе видите колку се грижат институциите, односно државата едноставно за работниците. Меѓутоа пак постојано тоа го зборам, ќе спомнам и сега. Видите, нека не ви е гаде за работниците, иако сте платени де факто од нив да ги имате тие фотели, сте вработени во тие институции. Грижите се барем за придонесите кои што се слеваат во фондот за пензиско и здравствено. Грижите се за даноците, бидејќи имаме овде очигледно даночно затајување, меѓутоа не. И за тоа ќе биде празна касата, па ќе биде нормално. Вие имате 15, 17, 18 фирми во изминатите година и 2-3 месеца, и вие не правите ништо во врска со тоа. Отиди во Германија, остави ги работниците без неколку плати, не ги плати давачките кон државата и да видам дали така ќе меѓутоа во Македонија се е дозволено, ви гледате, вие денес кривични дела не се кривични дела, како кривични дела. Така да, ете толку се грижи државата и институциите за работниците од приватниот сектор. Сметате ли дека ќе ја добија соодветната институционална заштита баш овие случаи? За жал, поради тоа што ги имам проверено сите механизми во државата и за тоа, за овој последниот случај кај што велам пријави, не е прв случај дека сме го пријавиле до финансово, меѓутоа бидејќи видовме нема одговорни нашите институции, стасавме како здружение до Германското министерство за економија и енергетика. До таму за да користиме некои од меѓународните механизми кои што, иако нели не сме членка на ЕУ и слично, меѓутоа сепак постојат тие механизми. Уште од таму ме грее сонце, меѓутоа од нашите институции не. Не. Значи можеме да збориме за некои поситни случаеви во ред. Ако збориме за ликвидна фирма да ги земеме парите во судска постапка, во ред. Меѓутоа, кога чекате, кога ги користите механизмите за заштита, не оди тоа така. И тоа го гарантирам. И еве стојам под морална, кривична и било каква одговорност, бидејќи за се имам доказ, за се имам документи, јас не кажувам онако, ти ми е кеф или не ги сакам институциите, или не ја сакам власт или некоја партија. Не ми е гајле воопшто. Мислам, добро познато е дека во го работам од 2016-2017, така да до сега не ме грее сонце од ситуацијата. И најлошо е што ништо не се променува, не оди кон подобро. Во кои институции конкретно заглавуваат случаите? Па еве ќе кажам, финансова полиција особено. Управа за јавни приходи, ако има за некои случаеви има ингеренции и помага. За други случаеви веле не можеме. Основна јавно обвинителство пак, како да ви кажам, еднаш имаме докажано само досега лажен стечај, во 30 и кусур години независност, вие еднаш да докажете лажен стечај. Че нешто не е во ред со правосудството, нели? И дополнително ќе пријавиме, например, не знам, лажни ликвидации, дека имаме повреда на право од работен однос, имаме повреда на право од социјално осигурување, иако тие членови стојат како членови во кривичен законник. И тие ги одбиваат предметите и велат, ова се прекршоци. А добро, а зошто стојат во КЗ, ако се за украс, да ги тргнеме? Ама јас знам дека ги имаме таму. Така да затајуваат институциите кои што треба да го гледат ова како кривични дела. Тоа се основното јавно обвинителство, тоа е управата за јавни приходи, исто така може да си покренува постапки. Меѓутоа од пракса не е тоа така. Финансова полиција муабе да не прави. Мислам ќе гониме некои фирмички ситни за не знам за шо, ама овде, еве во конкретната фирма имаме побарување од 200.000 евра само кон работниците. Не ви се битни тие пари? Мислам, толку голема моќна држава, богата сме, па да не ни требаат тие пари кои што мислам, можеме да ги наплатиме како механизми, имаме таа институционална можност, меѓутоа зашто?
разочарена сум. И се почесто се зборови за недостиг на работна сила и увезуваме работници, а од друга страна домашните граѓани се останати без работа и никој не реагира. Како го коментирате овој парадокс? Па ќе го коментирам со тоа што веќе премиерот пред некој време рече ние имаме рекордна ниска невработеност. И онака не знам дали да се смеам, дали да плачам. Не, наискрено, не ќе сега да исмејувам нешто или некого, не е за смеење. Меѓутоа, кога тие деца си ги гледат мајките и татковците ни со што се соочуваат, бидејќи видите не можеме сите да биеме на државно. Мора да имаме и приватен сектор кој што ќе го охрани јавниот. И кој ќе видат тие што тоа се случува, едноставно си вела боле да си заминеме од тука него да останем. И постојано велам. Јас сум во Штип. Претежно се движам во источниот регион најмногу. На секое одење, заминување од таму касно вечерта ќе видам дека се помалци и помалци светла имаме од куќите, од селата и градовите од кај што минам. Така да историското ниво на невработеност се должи на тоа што младите моментално ни одат во Хрватска, сезонска работа иде. Се должи на тоа дека имаме сезонци во Италија, во Швајцарија. Прво одат мажите, па подоцна ги земаат и жена, дете, све што имаат и остануваат старите. Остануваат единствено ќе останеме држава на пензионери и на јавна администрација. Ако може така, во ред. А историското ниво на невработеност се должи токму на иселувањето. Во однос на оно што сакаат да носат, видите, не сум јас дискриминатор. Сите луѓе си исти. Не некој дошол од друга држава, му било таму арно, дошол во потрага по подобар живот. Меѓутоа, праксата до сега е, ние имаме пари како работодавачи да платиме авионски карти, смештај, оброци 3, така, имаме да даеме повисока плата. А нашите шо? Да ги иселиме. Меѓутоа имаме и добра пример на работодавачи со кои што разговарам велат Кристина, имаме невработени лица. Или се вика вработени на црно и не ги осигуруваат нашите колеги работодавачи, нелојална, тоест конкуренција, или вика списоци, во Аврама се пријавуваат, се земаат надоместок или се пријавуваат во центрите за социјална работа, се пријавуваат за гарантиран минимална помош на времето што беше социјална помош. Не ни е исчистен списокот на невработени лица во Агенцијата за вработување. So simple. Треба да се рачисти. Ќе се најдат злоупотребите од таму. Имаме ние луѓе кои што се во Швајцарија, не знам каде го имаше тоа истражување, колегите новинари правеа. Во Швајцарија отишла од тука зема социјална помош и на доместоци од Аврама. И сега кажете ми нормално е? Кој да ги следи тие работи? А видите, за тоа имаме платени луѓе во Агенција за вработување или кои ќе ми се јават работодавачи. Кристина, таа компанија се затворила, може да ни ги пренасочиш работниците на кај нас. Викам, луѓе, Агенција за вработување имате вработено лица. Затоа се вели Агенција за вработување. Мислам да се пријавите таму. Мислам јас не дека не помагам. Сега најнормално, нели ќе пуштам абер. Одете вако е затворена фирмата, боле вработете се, не чекајте од државата вако онака така. Ама во принцип Агенцијата за вработување не се однесува како агенција која што треба да ви најде работа. И да го прочисти тој список и да види, чекај колку имаме. Прво да видиме колку имаме невработени. Оти сега вака произволно ќе си глуматат. И ќе викаме ни треба да донесеме работници. Чекајте бе, вие наши што да им правиме? Може да го провериме прво списокот, па после да збориме за донесување на работници. Пошто не сме реално некоја економија со не знам колку фабрики кои што не може да ги наполни со. Мислам тоа што беше изјавата на министерот малце ми е безвезама. Искрено да кажам, да. Со какви проблеми се соочуваат работниците на работното место, освен ниските плати, што мислам дека е проблем што се провлекува со години? Па видете, ниските плати беа особено голем проблем во време кога текстилните работници земаат под минимална плата. Од тогаш до ден денес се обидувавме од 6000 денари плата да дојде на ово што е. Меѓутоа инфлацијата и сето носи го земаат данокот. Да. Не останува големо нето за работниците. Мислам дека платата не е единствено најголемиот проблем. Тука си условите за работа, тука и мобингот, дискриминацијата, како да кажам, не може денеска во 21 век да работиме во погон кој што нема ладење летно време и нема грење зимно време. Сменати се состојбите. Порано имавме една фирма кај што немаше чешми.
Немаше чешми каде се измерлуја. Променети се состојбите. Не сме веќе не изгледаме како Бангладеш кој што изгледавме. Многу работевме на ова поле, на терен, и со инспекции, со институции, со работодавачи и слично. Меѓутоа, платата, условите, прековремената работа, додатоците, надоместоците кои што не се плаќаат, да. И кои што, морам да кажам, дека се една од најголемите причини за судски постапки. Ние сме здружение кое што, не знам кое друго здружение или па синдикат може да се пофали, еве, евентуално Мартин од НСП, може да се пофали со најголем број на постапки, меѓутоа имаме над 600 тужби за овие години, што не мислам дека е малце. И најмногу од тие судски постапки се токму за тоа, неисплата на прековременна работа, минна труд, работа за празник, работа во ден на недела на одмори. Меѓутоа и разлика во минимална плата, што е страшно. Се уште да збориме дека имаме исплата под минимална плата за редовно работење. Ајде да не сте биле редовно работење. Редовно да не сте биле на работа и да ми дојдеме, ама се уште да слушаме за под минимална плата не ми е во ред. Исто така и честопати знам да налетам на случај, случајно, ќе се јави некоја жена и слушај земам не знам 15-20 динара плата, како ја земаш таа плата. Не е возможно, беше редовна бев. Па како? И после ќе видам дека ги смалиле работните сати наместо од 40 на 20 часовно работно време, без нивна согласност. Што збориме за фалсификување на потписи. Така да, имаме секакви случаи. Меѓутоа најчести се токму овие што ги спомнав. Така, и судските постапки се добиени, но се уште тие прекршувања се повторуваат. Да, за жал. За жал, свеста на одреден дел од работодавачите останата во минатиот век. Според вас, што треба да превземат институциите по овие случаи? Значи, не се ефикасни тие казни. Де факто, тоа го зборам цело време. Кога морам да кажам дека не претходната, туку предпретходната влада имаше навистина огромни казни. Во овој дел кој ќе влезеше трудов инспекторат не излаваше без казна од 1000 евра. Не велам дека не треба да ги кој знае или 10.000 евра казни. Не велам дека треба да се уништат приватните фирми, меѓутоа со казни од 100 евра или 50 евра. И повторно ќе речам, трудовите инспектори со новите измени на закон за инспекцијски надзор и овластувањата што ги имаат, додека они да отидат во инспекцијски надзор, па наредба, па опомена, па решение. Верувате ми, повише за гориво трошат него што изнесуваат тие казни. Казните се прениски. Трудовиот инспекторат е една од институциите која што треба да биде најуважена, да кажам, бидејќи се прва бесплатна инстанца за работниците да отидат да пријават прекршување на своите права. Кај што можете и работодавачите да прашаат за нивните права, одговорности, како и да е, обврски, што и да е. И сметам дека треба да биде поценета од страна на државниот апарат, морам да кажам, иако не со сите од трудовиот инспекторат имам феноменални односи. Напротив, меѓутоа сметам дека државниот трудов инспекторат треба да има поголеми ингеренции за да можат да се смалат бројот на и да имаат повисоки казни, да може да пишуваат повисоки казни и да не одат по 15.000 пата во надзор и да ги предупредуваат, опоменуваат, даваат решени. Поголеми ингеренции, повисоки казни и тогаш ќе имаме многу помалку судски постапки и многу помалку ќе ни треба и управа и финансова и слично. Само со високи казни. Македонче е научено ако го удриш по џебот, тогаш така. Мислам, воен народски кажува, не ќе вака да звучам, ама на крајот од денот тоа е вестината. Имаме ли се уште жени кои што добиваат откази поради бременост, боледување и така? Да. И тоа верувате и од една страна драго ми, од друга страна срам ми и жал ми е. Дека ние бевме првите кои што докажа дискриминација поради бременост на работничко од приватен сектор овде од Скопје, што нема врска со текстилна индустрија, едноставно приватен сектор. И се работеше за непродолжување на договор на определено време. Што законите кои што е за Закон за заштита и спречување дискриминација и Законот за работни односи се малце контрадикторни. Од една страна велат не смее да биде избркана време на жена од работа, од друга страна вели ако договорот е на определено работно време, нема ништо како. Така да успеавме да го следиме тој случај доволно и да видиме ново вработување на низиното место за да можеме по прв пат ова е случај пред 2 години. Уште се води судска постапка
за тоа сум известена и во идниот период ќе одиме на мониторинг во суд. Потоа докажавме дискриминација поради нега на дете. Дете од 2 години кој што имало сипаници, мајката од Делчево беше исто приватна компанија. Мајката останува на боледување и даваат отказно решение. Меѓутоа и она беше и членка на нашиот синдикат, така да имаме повеќе кратно дискриминации поради синдикално организирање, меѓутоа и поради нега на дете. За жал. Сега водиме една постапка која е во Куманово пред Комисијата за заштита и спречување дискриминација. Се надеваме ќе добиеме повторно позитивен одговор, бидејќи не се нафаќам на предмети кои што мислам дека дај само да му наштетиме на работодавачот. Не, тука има сериозни елементи за дискриминација, овој пак се работи за политички да речеме случај, како да кажам, и тоа ќе ни биде веќе трет случај пред Комисијата и се надевам повторно дека ќе биде позитивен. Така да многу се чести случаевите. Меѓутоа, жените, како да кажам, судовите уште не го разбираат проблемот и драго ми е што постои Комисијата за да им укаже едноставно, бидејќи судот смета онака како што вели Законот за работни односи. Ако е неопределено, не е продолжен договорот, се еворат, не бе другари. Не е продолжен договорот поради нејзината бременност. И затоа и со претходната влада, и со оваа влада, и постојано имам и изјави пред медиуми, и мои изјави, и статуси, и не знам веќе што, кај што велам. Велат, раѓите деца, како да ги раѓаме ако останеме без работа, кој ќе ги родиме тие деца? Од тие деца треба некој да ги носи 9 месеца, па да ги роди, па да ги чува, така? И ако го добиеме отказ, како? Не ми е јасно. И затоа велам да има стриктна забрана за откази на бремени жени. Бидејќи во 21 век, затоа реков срам ми е да живеам во држава која што не ги цени овие жени. Ги смета, а работодавачите ги сметаат за мрзливи, да. И гледаат на некој начин да се отарасаат од нив. Мислам стварно погрозно од тоа, мислам дека нема. А тие работодавачи повторно се жени, дали се жени или мажи не е битно. Татковци се, мајки се, баби се, стрини се, дедовци се, одвратно ми е. Ете, тоа ме ужасува, кој ќе слушам тоа. И најчесто, што имам гледано е дека доаѓа дури и до спонтани абортуси баш поради тоа што го доживуваат, бидејќи не е фер после одреден период, бидејќи знаете дека договорот на определено може да трае до 5 години. Мора да се смали таа граница, за да не ги чуваат работодавачите, работниците на тенко онака јамче као седи мирено, ти знаеш ке леташ од работа. Бременноста не смее да биде причина за да го изгубите работното место. Одвратно е. Да. Вие нудите бесплатна правна помош и ги застапувате граѓаните. Дали се охрабруваат сами да пријавуваат? Па ќе видиме дека после нашиот прв случај имаше навистина голем број на случаи кои што жени сами се пријавија до Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Заедно сме работеле со членови од Комисијата, добар дел од нив и лично ги познавам и знам дека доаѓаат од организации, од институции кои што и си ги знаат навистина се сретнували и претходно давали или они бесплатна правна помош или како и да е. Ги знаат состојбите од терен, не се таму секакви луѓе, не знам од каде вработени, барем така беше во минато, не знам сега како ќе биде, ама пријавуваат, имаат доверба луѓето во Комисијата, како што можам да видам, и благодарение на тоа имаме повеќе случаи кај што е докажана дискриминација на работно место. И за жал, повторно и во нивните извештаи ќе видиме дека најголем број случаевите се дискриминација во работните односи. Не партиски, овака, онака, или не знам што, него од работните односи. Повторно дискриминација поради бременност, раѓање и родителство. Така, сте имале ли некои институционални средби за да се превземат некои мерки по овие прашања? Со годините не знам веќе кај не сме биле. Дури председателката која беше пратеничка, дури со неја сме разговарале конкретно за оваа тема. Повторно ќе речем и претходната и оваа власт некако не знам, не направи апсолутно ништо. Еве, мислев ќе дое десничарска партија на власт. Ќе ги спаси барем жените работнички, барем бремените жени, пошто велат раѓајте. Еве, заштитете ги бремените жени за да раѓаат. И
зголемете го стандардот за да може да ги чуваат. So simple. Ама не, нема. Сме имале состаноци тама, работата не сме имале. Порано бевме и во работни групи за закони, и за мобинг, и за законот за работни односи кој што уште си го чува во ФИОКа со години, више не знам колку. Меѓутоа не, сега сме надвор од се, тргнати сме. Не сме дел ни од економско-социјалниот совет како пета сила, како нова конфедерација. Пета конфедерација, нема 20 конфедерации во држава, 5 се. Нова пета сила во која што сме и гласен синдикат е дел. Еве ние сме надвори од економско-социјалниот совет, во кој што треба да се викнат сите апсолутно синдикати кои што се на национални. Не. Зошто? Која е потребата? Сега теа таму некоја Кристина ќе им дојде и ми каже што не чини. Све е убаво, гледате розово. Тоа е. Нема ништо. Само ми е драго што изминатиот период успеавме да го напишеме, да го донесеме законот за неделен неработен ден. На моја жал не влегоа тука и трговските центри, моловите, бидејќи имаше очигледно големо лоби за да работат во недела, само тоа ми е криво, меѓутоа за другите дејности ми е драго, тоа беше последното што успеавме да го направиме и баш сега кога дојде нова власт, не веќе нова власт 2 години. И кога сакаа да го чепкаат законот за недела на работен ден и работниците се дигнаа. Кристина сака да ни го тргне законот, ова посебно за работничките од конфекциите, од маркетите и слично, тие особено видоа бенефит од ова. Ми е криво само оние од моловите што не видоа. И недела неработен ден е последното нешто што го имаме направено и тоа е тоа. Од тогаш сме надвор од сите, како да кажам, и групи, и иницијативи, било што. Не сме омилени, надвор сме. Без институционална поддршка сметате ли дека може да издействувате некои промени, освен тие судски постапки кои што се многу важни и ги добивате? Можеме да креираме јавно мислење. Можеме преку медиумите да креираме јавно мислење. Тоа не е работа, така? Да. Ке рече странски служби, оно не ми е воопшто гајле. Значи работниците се оние кои што гледаат дека тоа што го збориме сме во право. Јас не глуматам. Јас ги знам состојбите какви се и за тоа зборам. Ако не зборев, до сега ќе ме тужеа. Така да креирам јавно мислење, преку медиумите го искажувам својот став. Ако се паметни, ќе послушаат нешто, ако не се, бојром изволете сега ме на избори, како да ви кажам. Толку од мене. Тоа е. Ама, де факто, ако не сте внатре, не може да направите многу, ама па може да креирате јавно мислење. А тоа големците знаат што значи. Така, сметате ли дека и граѓаните на некој начин се станати пасивни и никако што и да се случи, како да не се буди револтот во нив? И тие се согласуваат еве со вас, да, но никако не се гласни и не ги гледаме. Еве, имаме и протести. Да. Ако може од моја перспектива да кажам, зошто е тоа така? Протестите што се случуваат во Скопје, морам да кажам вака едно нешто. Гласен текстилец е регистриран од 2017. Претходно бев активна од 2015-2016. Дали шарена револуција, дали ова, нека ме пукаат слободно, немам проблем. Меѓутоа, знам зашо сум тука од самиот почеток. И знам што правам од самиот почеток. И знам колку ми е битно, бидејќи сум била дел од тие конфекцијски погони, дел сум била од тие работници, никогаш нема да забравам и никогаш нема да ги продадам. Ја нема таа цена. Сега. Во 2019 кога кога се донесе, кога се зголеми минималната плата, се тргна нормата од платата на текстилните работници и тоа преку уставен суд, и кога ја изедначивме платата и за текстилните работници заедно со останатите, после некое време работодавачите пробаа да наметнат паузата да биде надвор од работното време, односно работното време да биде 8,5 часа. Не знам кој се сеќава на тоа, меѓутоа верувам дека дел од работниците што ќе го слушаат во се сеќаваат. Исто така сака и нормата да ја вратат назад во минималната плата. Тогаш прв пат повикав и мислев дека нема да ми дојдат ни 5 души. Прв пат повикав на протест пред погоните кај нас во Штип. Дојда 400 работници, што не е мала бројка за тој период, бидејќи 30 години живеа во страв од оној крах што ни се случи за време на пораспадот на Југославија, кога останаа без работа и кога останаа со затворени фабрики. Посебно Штипјани тоа го фалат, го памтат, бидејќи Македонка и Стибо беа фабрики кои што вработуваа над 15.000 луѓе. И тој страв се уште владее, бидејќи
Не е толку одамна. Генерациите се уште присутни, уште се во работен однос, не се толку стари. Излегувам и навистина ми изненадија и после тој протест кој што беше прв, текстилните работници ви излегува на протест, кога никој не се осмелуваше. Ретерираа тогаш, добро, го оставаме работното време, нема да има пауза надвор од работното време, нема да има и нема да ја враќаме и нормата во минималната плата. Така да, кога и да сум повикала, работниците ме поддржале. Да, пасивни се, појаки се на Facebook коментари, затоа нонстоп ги напаѓам. Меѓутоа пак, што направиле до сега синдикатите, особено за нив? Кога се сплотивме ние? Кога се сплотивме како синдикати, како 5 конфедерации кои што не има? Никогаш. Секој со себе, да може очите ќе се извади. А јас, например, сум била дел од протести на КСС и на ССМ, кај што ќе видам дека има неправда и за тоа излегуваат, јас сум била таму присутна. Нема врска кој од кој синдикат е. И не треба да има. Не треба да има. Ако сме тука создадени за да ги штитиме правата на работниците, ако имаме некоја политичка мотивација за сите тие работи, онда да, во ред, разбирам. За жал морам да кажам дека стравот за екзистенција, стравот од тоа што го памтат што се случило во минатото, меѓутоа и несолидарноста меѓу синдикатите кои што треба да ги научат што значи солидарност, ја нема, така да ги сваќам скрос на скрос. Ама дека се толку тивки како што биле, не. Ми покажа еднаш дека може да излезат и да ми дадат поддршка, зборам за мене, за моето здружение. Така да пасивни се, меѓутоа пак ќе речем имаат оправдување за тоа, легитимно оправдување, морам да кажам, да. Како ги коментирате протестите во изминатиот период во однос на бројноста и дали дадоа некаков резултат? Па видете, со оглед на тоа дека ние не сме биле организатори, него се обидовме како пета сила и ние како здружение и како гласен синдикат да дадеме бројност, да даеме легитимитет на тоа и слично. Имаше бројност, морам да кажам дека имаше бројност, освен за 1 мај, морам да истакнам. Меѓутоа, претходните протести, кај што бев јас таму исто, мислам дека доволно имаше бројност. А зошто ништо не се случи, бидејќи немаше солидарност меѓу синдикатите, бидејќи Сојузот на синдикати на Македонија како репрезентативен најстар синдикат требаше да ги повика останатите синдикати. Бидејќи требаше да види кои тие 5 синдикати е тука за борба за работничките права и покачување на плати. Покачувањето за 500 евро минимална плата беше наше барање пред 2 години. Мислам дека покажаа несолидарност. Мислам дека едноставно се работеше за нивното его. И бев таму, бидејќи не мислев на моето его, мислев само на целта за која што сме основани и постоиме. Ама, да, не ги даде посакуваните резултати, морам да кажам за жал. И сето тоа е поради нечие его. Значи, вој синдикат или оној синдикат, ако се партиски, политички, вако, онако мотивирани, урете, не ги викај. Ама должен си, ние правиме протест. Во ред, пушти бе покана. Не може ти да биеш организатор, као, ние го организираме, онда го организирај, повели. Организирај, меѓутоа не се работи само за тебе и за твоите членови. Се работи за куп други работници. Пошто вие кои ги подпишувате колективните договори, тие колективни договори, тие закони кои што ги носите, важат за сите. Важат за сите, да. И дали се негативни или позитивни, важат за сите. Така да мислам дека имаат многу поголема одговорност со тоа, ние ќе организираме. Не бе, братка, јас да сум председател на ССМ. Ајде да видам кој нема да дојде. Пушти покана до сите, испочитувај ги сите председатели на синдикати, повеќе на бројност, повеќе на братство, повеќе на масовност, повеќе на солидарност. Не се работи тука кој е поголем или на кој му е поголемо егото. Овдека сте бе другари за работниците, не сте тука за политичарите или за работодавачите или за директорите. Меѓутоа, за жал, верував дека ќе се сплотиме, меѓутоа не. Кога на некој егото му е поголемо од суштината, од идејата, од било што. Не, за жал, морам да кажам. Мислев дека ќе се смени нешто, дека ќе има генерални штрајкови. И тука бевме да поддржиме. Зборувам сега како генерален секретар на пета сила, нема да ми се налути Мартин да кажам и о негово име. Како председател на пета сила, конфедерацијата.
Зборувам и како председател на гласен синдикат, зборувам како председател на гласен текстилерско здружение. Бевме тука целиот период за тие протести, меѓутоа со 1 мај со жал не бевме, бидејќи го организирате вие, очекувам најмалку покана. Ние ќе помогнеме како и секој пат со луѓе. Ќе ги повикаме нашите членови, ќе ги повикаме нашите симпатизери, поддржувачи, меѓутоа повикајте не. Не може организираме ние као ССМ се прават. Не бе другари. Ние бевме позадина цело време. Ние дававме поддршка, ние зборевме по медиумите, ние повикувавме луѓе. За егото е. Океј, ако ви паѓа круната, ворете, терете сами, како да ви кажам. Ама на штета на работниците е, за жал. Да. Сето тоа е на штета на работниците. Не е за ама добро, не знам. Тоа треба некој друг да го објасни. Како здружение ја следите и состојбата на терен. Какви се искуствата на жените од помалите места? Во однос на наоѓање на работа, пристап до здравствени услуги, образование, значи се гледали таа нееднаквост по региони и каде е најизразен? Морам да кажам дека источниот регион е интересен во тој дел, бидејќи во источниот регион, каде што се токму овие индустрија, да ги речеме женски, вработливоста на жените е далеку поголема од вработливоста на мажите. Ние сме специфични во тој поглед. Секаде ќе видите по региони, по плански региони, дека секаде има поголем процент на вработливост кај мажите. И велат, жените се надвор пазарен на труд. Кај нас е друго. А зошто? Зошто мажите претежно се или во странство, за жал, и жените се оние кои што имаат здравствено осигурување, пензиско осигурување, кои што го носат месечниот доход во семејството, и затоа ваквите случаи, како што зборевме на почетокот на емисијата, кога се затварат фирми, особено удара врз цело едно семејство, бидејќи жената е таа која што ги носи тие приходи, нели постојани, да речеме. Меѓутоа и здравственото осигурување и за неа и за целото семејство, вклучително и нејзините деца. Во однос на здравство и пристап до работа, па видите, има еден куп конфекции каде што ќе отидат ваму, ќе отидат таму, ќе видат каде е добро, каде не е, кој дава подобри услови, се договараат, се преговараат и слично, ако не бива одат во друга. Она што беше интересно и со кое што се занимававме изминатиот период е кога една наша членка немаше термин за мамографија. И беше лице со веќе операција од карцином и слично, и знаете дека тие треба да одат постојано на прегледи, на мамографии, на не знам таму какви се испитувања, и забележавме дека ние да мамограф во источниот регион не работи. Ние да мамограф. Би си велам, зошто па ги волите, плаќаме придонеси за здравство, кај се одлеваат тие пари. И што ќе правиме? Случајно дознав дека во Свети Николе мамографот работи, па тука заедно со новинари успеавме да направиме темата повидлива, испадна неколку стори, јас сум позадина со мојата членка, гледаме серија што ќе каже Министерство за здравство, и фала му на Бога, направија еден мамограф во Кочани. Меѓутоа, колку е тоа доволно на еден куп жени кои што имаат потреба од мамограф, бидејќи ние повише гледаме да лечиме него да спречиме. Ви ако имате превентивни прегледи, нема да дојдеме до моментот за мој термин си го направи тоа што го направи. Состојбата не ми се допаѓа воопшто, и мислам дека тие се не мали големи причини, образование, здравство и такви некои работи, се другите причини поради кои што народот одлучува да си замине. Така. Дали институциите ја препознаваат оваа нееднаквост? Не. Апсолутно не. Апсолутно. Еве кога правевме оваа сторија, се обиде некоја господја од Министерството за здравство да каже дека токму таа жена отишла, нашла термин во Свети Николе на мамограф. Викам, ама мене ме знаеш, а мене па други луѓе ме знаат. Ама има друг, пошто ја знаја жената со име, и реков, ама има друг, еден куп други жени, кои што не ја познаваат Кристина Ампева да им закаже некаде. Знаете? Пошто овој систем треба да функционира за сите подеднакво. А не дали некој знаеме или не знаеме. Бидејќи сите плаќаме во фондот за здравство и во фондот за пензиско. И не е во ред да нема пристап до здравство. So simple. Ама не ја препознаваат, можам да ви кажам. Бара мана тогаш како да ја дискредитираат новинарката и мојата членка. Додека не се јавив па не им кажав кај ме место. Ама во принцип така работи. Во изминатиот период работевте и на анализи за квалитетот на животот на жените и девојчињата во Штип.
ако не грешам? Во 3 града, Штип, Виница и Делчево. Што покажа резултатите? Па ние работиме конкретно во Делчево, бидејќи знаете кога се движам, кога се гледам со жените работнички, постојано можам да слушнам немаме ова, немаме она, а вие во Штип добро имате јавен превоз, а вие во Штип добри сте така. Ќе видиме дека во Делчево сега има друга власт, меѓутоа имаше претходно 2 мандати на еден градоначалник и можеме да чуеме дека нема дури ни некои улички немаат ни пристап до вода. Во 21 век, пак ќе кажам. Или дека градот е станат монопол на 2-3 компании. Пример. Или дека, не знам, нема паркинг места или било што. Така да сакаме да пресликаме некои позитивни модели од Штип, пошто таму имаме навистина повеќе граѓански организации кои што се бават со буџети, следење на буџети, иницијативи и слично. И битно ни беше дека жените од Делчево не бараат многу, бараат повеќе хигиена, бараат повеќе јавно осветлување и бараат јавен превоз, да бараат основни работи. Осветлување, замислете, бидејќи се чувствува дека не се безбедни. Фала му на Бога, па наидовме на разбирање од новиот градоначалник и се надам дека наредниот период, бидејќи со претходниот не можеме ни меморандум да подпишеме, фала Богу, па не е веќе градоначалник, нели? Со овој подпишавме веднаш меморандум и ги разбира проблемите и почна веднаш да работи и на осветлување 21 век. И на како да кажам, имаше проблеми со јавното предпријатие дека заглавено во долгови и слично. Меѓутоа гледам дека новиот градоначалник е помлад од прилика моја генерација и се труди и ги разбира тие потреби и сега одиме на моментот јавен превоз како што го имаме ние во Штип. Така да, интересни се некои иницијативи, бидејќи постојано ги слушате тие жени, се жалат и од такви едни работи, зашто да не помогнеме? Така да, јас конкретно работам, гласен текстилец и јас работиме конкретно во Делчево, за Штип и за Виница, тоа колегите повише си ја знаат работата, јас за Делчево повише, некако они ми се таму жените, работничките ми се, не знам, посебно при срце. Не бараат превише, не бараат. И највише иселување имаме од тие, од крајниот исток да кажем, и затоа сакам повише да сум таму. Да позборуваме малку и за вашето синдикално делување. Неодамна беше формиран синдикатот Гласен синдикат. Па што беше клучниот мотив за овој чекор? Па спомнав и емисијата го спомнав некој пат и Гласен синдикат се изроди како потреба од некој да ги застапува работниците во приватниот сектор. Започна направија некои измени во законот за инспекцијски надзор каде што веќе ќе нема анонимни пријавители, што е многу лошо, бидејќи најголем дел од пријавите до Државниот трудов инспекторат се анонимни. И дополнително гледаме дека синдикати се раѓаат само во јавниот сектор. И дека членството таму, се тепаат синдикатите меѓу себе, кој ќе припадне членството, кој е поблизок до директорот на институцијата, кој е поблизок до министерот и слично. Па во приватниот сектор е нешто сосем друго и затоа добар дел од синдикатите не го обожаваат приватниот сектор. Оти таму не може да ги излажете работниците, ниту пак да им кажете, слушај, ти си вработен од оваа партија, мора да дојдеш кај мене член. Во приватниот сектор тоа го нема, ама и затоа е многу потешко да се организира. И поради тоа што добро го знаеме и колективниот договор и законот за работни односи и до сега работиме тоа што работиме. Повторно ќе речем над 600 судски случаи кои што се водени само за приватниот сектор. Повторно ќе речем, не знам кој може да се пофали со такава бројка. Меѓутоа, мислам дека имаше потреба од синдикат во приватниот сектор. Посебно поради измените што ги правеа и во законот за инспекцијски надзор и поради тоа што зошто да не? Долго сум во овој сектор, луѓето горе-доле ме препознаваат, знаат што сум работела изминатиот период, знаат дали некој сум продала. Така да имам образ, легитимитет да барам поддршка и да барам членство од нив да ми дадат. Бидејќи пак ќе речем, не сум ги продала ниеднаш. За некои случаи сум успеала, за некои не по моја вина. Ова се причините на почетокот што зборевме зошто не, бидејќи не сум семогучи брус. Ама да, мислам дека имам, не мислам, него сигурно сум дека имам легитимитет да се појавам како синдикален активист, зашто баш само мажи да видат што жените што им фали. Да се пробаме колку сме способни како жени во синдикалниот свет. Дел сте од Сојузот на синдикати Пета сила, па какви се вашите очекувања во однос на нивното делување? Па, со оглед на тоа дека пак ќе спомнам, сум генерален секретар на Пета сила, не спеам многу да критикувам, се зезам. Пета сила,
Па е пета национална ајде да речем конфедерација на синдикати, пета. Да, затоа и пета сила. Овде сме со независниот полициски синдикат, независен синдикат на здравство, нафтена индустрија и енергетика. И ние како гласен синдикат, така да и војската, мислам дека армијата, мислам дека имаат сега независен синдикат и се под нас. Мартин Ефремов ни е председател и сум задоволна од него и од неговото делување. Исто нема, како велат, се нема продадено до сега. Веќе одреден период го знам и соработувам со него, поради тоа што имаме исти адвокати и слично, така да ми требаше време додека да се приклучам кон некој синдикат, бидејќи стварно ми беше страф онака некој да не е само идејата да бидеш дел од нешто. Дали вреди тоа нешто? Јас толку години имав понуди, влези ваму, влези кај нас, никаде не влегов, така да сега беше моментот, видов и во него енергија, едноставно ми изгледа честно, ја знае проблематиката, секој во својата сфера, нели? Меѓутоа и он и правник плюс, така да доаѓа од самата целна група, што е најјако. Мислам, не може, кај нас имаме синдикалци кои што немаат поима од тоа што зборат, меѓутоа еве синдикалци се. Така да мислам дека не можеш да бидеш синдикалец ако не си бил меѓу тие луѓе кои што ги застапуваш, ако не си дел од нив. Така да, сум задоволна. Мислам дека ќе напредуваме, мислам дека требаше да издојдат нови помлади дечки, меѓу кои жени имаме 2 председателки на синдикати, така да мислам дека ќе биде фино. Мене ми се допаѓа сега за сега. Кои се вашите идни планови во рамки на синдикатот, во однос на делувањето? Па да бидеме честни и искрени, да не попуштаме и додека има преговори, договори, арно кога нема да има, се знае кај е местото. Дали тоа ќе биде протести? Еве, например, Мартин минатата година, баш Фејсбук ме потсети, минатата година кога требаше судиите од некои судови кои сакаат да паднат некои постапки што беа за полицијата, ние се појавивме на улица. Во понеделник во 12 сат во шпицото Скопје на главните булевари ние се појавивме и си протестиравме. До вечерта ретерираа судиите. Така треба да функционира еден независен синдикат кој што нема даено под кирија глава, како и да е. Да. Мислам дека тоа е честното делување е нешто што фали на синдикалната сцена. Кога не должите на никому ништо и кога не треба да правите услуги наоколе, а да го утрејувате своето членство, чекаме добра и ќути добар е. Директорот супер е, петка е работодавачот, петка е ќути трај добра е. Или ај ќе маршираме, не бе. Додека има преговори има, кој ќе нема, се знае кај е местото на синдикатот. Преку штрајкови, генерални ли ќе бидат, протести ли ќе бидат, како и да е. Не е марширање. Накратко за крај, што би им порачале на институциите, па и работодавачите, за да ги подобриме сите овие состојби? На работодавачите, оние вистинските се многу малку во државата, морам да кажам. Драго ми е што сум обкружена со добри работодавачи, од кои што имам многу да учам. И во го кажам да не рече некој Кристина сите газди ги мрази, не ги мразам сите газди. Јас од добар дел од работодавачите, посебно и таму кога имаме синдикати, јас имам многу што да научам, навистина. Пошто нели, треба да ги знаете и двете страни. Така да јавно останатите газди, не работодавачи, газди би им кажала да кои што им се нелојална конкуренција на овие први, да ги следат добрите примери, бидејќи бизнис се води, не се води така како што воделе до 90-та и некоја, до 2000-та. Сега имаме други млади дечки кои што, мислам, се прави работодавачи, прави менаџери и имаат способности за мислам, за повеќе од експлоатација сурова. Институциите едноставно да си работата за која што се платени, особено основно јавно обвинителство и финансова полиција. И на работниците да ги повикам да ни се преклучат во пета сила. Ги имате гласен синдикат, имате, вие полицајците може да си дојдете во независно синдикат на милиција кај Мартин, имаме од различни бранши од приватен сектор, имаме од јавен сектор, така да дојдете си кај нас. Фини сме, културни сме, честни сме, искрени сме и не се плашиме од никој. Тоа сме го докажале низ годините.
Тоа е мојата порака. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас за поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Продолжуваме да им даваме простор на луѓето кои што јавно зборуваат за проблемите кои многумина секојдневно ги чувствуваат. Пријатна вечер и останете со нас.